Професор, која е според вас стратегијата за излез? Или, предпоставувам од она што го пишувате, не сметате дека Македонија треба да се повлече пред да се вовлече, односно да се изолира во чувството на Калимеро нема правда? Не, прво е лоша проценката на историја, континуитетот на надворешната политика, подценувачки за државата. Имено ние во многу полоша грчка политика, многу полоша, значи со две економски блокада, која е директна агресија, тоа би било директна агресија, ова сега е мачја кашлица за тоа, успеа да влезат во Обединените нации, значи Македонија прв пат у историја, како така, на земја која е видлива, Второ, успеа да направат со тој таков непријател Интерим Акор 95. И после тоа, уште 130 држави да не признаат под Република Македонија уставен. Тоа е еден 18. На крај завршува таа приказна со 2005 и кандидатски статус. Па сега. Таа приказна при иста Грција и бетер Грција е малку подруга од овој тотален статус кво после тоа. После тоа не се случува ништо, само надоле. А зашто се случува надоле? Не е исто. Не, 2008 година заборавате тука. 2008 година тие го повлекоа своето орудие. Дозволете И понатаму има не е добро. Добро, а од 2005 2000 не е добро се. Значи имаме тоа е критичниот момент кој што ја измести грчката надворешна политика. Факт е. Значи, тој момент се прелеа понатаму и во ЕУ и така натаму. Добивање на кандидатски статус беше пред повлекувањето на вето во 2008 година. По повлекувањето на вето во 2008 година блокадата е апсолутна и насекаде. Тоа е нов факт. Не, видиш, не е тоа точно. Како не е блокадата, ветото е удар не само на нас, туку и на американците. Например, после тоа политиката на Македонија е катастрофална, например. Грижата на совестот, изфрлањето на Македонија и користењето на ветото беше најдобра во есента истата година. Напротив, нашата политика беше следна. Како мали деца, политиката тука се сломи на ова или так целосно и тргна вака. Без согласност на Грција, ние веќе не даваме никаква иницијатива зимето. Идиотски став. Значи, се они како ви кажат, не се согласуваат на ова име јавно да расправаат на Нимиц, затоа што ако грците дознаат дека ние сме се согласиле, они од тој момент ќе одат натака и ќе бараат нови концесии. Тоа е расправа за риблја пијаца, викаат србите, за пазар. Ние независно од Грција мора да го формираме нашиот став. Ние ако го правиме тоа перманентно релација со Грција, ние сме лузери. А не ли е формулирано? Перманентно. Не ли е формулирано? Не, јас на пример не го знам. Ставот на Македонија кој е околу. Рековме дека за идентитетските прашања не дискутираме, дека секој договор ќе опфаќа тема, секој договор мора да опфаќа аспект каде што Грција ќе се заложи дека токму на таа тема нас никогаш во иднина нема да не блокира, што е суштината на процесот. Сега тука да се завратиме сега и нормално предлогот што ќе пројде на референдум затоа што нормално. Ма не тоа не е никаква стратегија. Како не е стратегија? Него не е стратегија. Дебата на која повика Рикер кога беше тука Али Ахмет исто таа порака ја прати. Дали треба да 91 година, од 91 година Македонија има јавна расправа. Ма ние не знаеме тоа што се разговара. Како не знаеме? Нешто Од 91 Македонија има расправа. Нова објавивме една наша информација околу тоа што содржи новиот предлог на Нимиц. При што ви имавте реакција една, ако не се лажам, на вашиот Facebook, дека тој тип на информации со нив се прави некаков упат од надвор за да се испровоцира и така натаму. Дали сметате дека, односно, може ли прво да го дообјасните тоа? Значи, додека не излезе државниот врв со дали не е убаво, не сметат медиумите да објават? Нека објавуваат што сакаат медиумите, меѓутоа јас ќе коментирам она што сакам да коментирам на крајот. Дека тоа е... Па не, значи, знаете, значи станува збор... Не е новинарска работа, туку е да речеме... Сензибилизирано јавното мислење околу оваа тема и сега, знаеш, фрламе бомби, некој без врска. И го читави професорот, имаше една колумна кај што го објаснува еден идентитетски предлог кој што вие често го форсирате, го забележувам тоа Macedonian/македонски на кирилица и така натаму, меѓутоа тоа е ваш предлог. Тоа е ваш предлог, тој предлог никогаш не просторил официјално, тој предлог никогаш не бил никаде дискутиран. Сега треба ли јавно да расправаме на предлог да каже владата е ова го имаме на маса. Сега треба јас да дебатирам со предлогот на професорот. Сега јас треба да дебатирам со... Не дебатираме сега за никаков предлог. Значи станува збор од другата страна едноставно имаме една позиција дека Република Македонија мора комплетно новото име какво и да е да го примени во сите одредници, вклучително и идентитетските одредници. Република Македонија вели за иницијативата дека која дојде и од американците и од владиниот коалиционен партнер, дајте да отвориме јавна расправа. Зашто да отвориме? Па претпоставувам дека има некаква... Ма не, од другата страна видовте, тој предлог најде на една харанга невидена во нивните медиуми. И се за тоа да отворам расправа? Зошто? Во чии медиуми? Грчки.
Па тоа е став, доказот на оваа цела приказна дека нема предлог од наша страна, нема став и нема расправа за тоа. Тоа е ситуација. И така ќе продолжи веројатно, бидејќи не можат да соберат сили да засемат став околу прашањето. Кои се тоа колективна, професоре? Мене политичка елита на оваа групација, целата, од почетокот до крај со сите вас внатре. А вие како сте? Вие сте индивидуа. Не сум ја во однос на таа политичка елита, апсолутно, па не сум мич. Па не се, јас ве третирам вас како индивидуа, вие вдека ме третирате како едно крдо. Не, па јас зборувам баш како политичка елита и така се обраќам на неја, пошто она има некаков концепт, односно отсуство на концепт како концепт. Па не отсуство на концепт, јас гледам кај вас, едно критизерство на што се однесува. И сега меѓутоа внимавам да не ве ставам во крдо. Вие ме ставате во крдо, не е во ред. Добро, а ево како сакаш, политичка елита минус Боцевски, добро. Идеме даје. Значи, таа политичка елита минус Боцевски нема став околу името. Го крие. Не сака да расправа за него затоа што мисли дека ќе ослабе позицијата на преговори. Тоа е погрешен став. Тоа е врзан став, робски став во однос на грцката реакција. И секогаш ќе остане таков. Нашиот предлог ние треба да го компонираме во однос на нашите стратешки партнери, а не во однос на грците. Ние ако се аплицираме само на нивната реакција, ние секогаш ќе бидеме фрустрирани или ќе се фрустрираме дека немаме ништо, врзани се раце. Тоа е основната приказна. И така ако ја правиме, ние сме го пробале тоа претходно. Не оди таквата приказна со нив и нема да оди никогаш. Сега, дали ќе имаат сила, за тоа подразбира сила внатре да се соочат со темата, а они тоа не го прават. Политичката елита не го прави и прави обратно. Имено. Отварањето на идентитетската расправа е нивна теза. Јас имав една идеја, која расправавме за 2008 продигот на Нимис, го означи можда погрешка, судбински направил грешка, дека терминот, тамо секаде има во тие предлози, користење на аджектив Македонија. За придавката вие го лансиравте тој проблем. Да. Ја реков дека тој проблем може да биде проблем третиран идентитет, како го лапна и од тоа направија дупка во преговорите. Бидејќи, кога ќе го означите тоа на ознака Ролан Барт, нешто како идентитетски, вие се врсувате дека за идентитетот нема преговори. Тоа не е неточно. Меѓутоа, аджективот македонски, придавката македонски, од секогаш била теза, тоа не бил нов момент кај Немец. И сега има проблем на економски, на политички план користење придавката на македонски. Сведување, означување на проблемот со користење придавката на македонски зборува за политички однос. Ако го означите поинаку, вие праќате друга порака кон вашата база. Идентитетски станува недоперлив. Придавката македонски станува можна како решение. И има решенија за тоа, кои не го загрозува идентитет. На ниеден начин. Чекајќи признавање добивте географско потекло за виното по Вардари. Не, тука професорот малку премногу се придава себе си незначение, значи не е тоа неговата колумна, него тоа е одредената комуникација со секој грчки политичар. Од почетокот па до крајот. Значи, Волја на вистината тоа не беше претходно во оптек во јавност. Кога се седнува со нив на маса, било кој кога седнува со нив на маса, меѓу другото сега имаме и литература, имаме отворени архиви, имаме мемуарска литература. Суштината што тие проблематизираат е идентитетот и ништо друго. И му успеа или не во каде што она му не, не им успеа како може он да ми го смени мене идентитетот. Меѓутоа, по виното потеклото, меѓутоа, да се докажам. Далеку од идентитетско чувствително прашање на географското потекло во меѓувреме, чекајќи да се некој да ни ја признае неправдата, доби наслов по Вардари. Зборувам се понатаму. Значи, тоа е тоа што тие го проблематизираат. Тоа е суштината на нивното спорење. И нормално дека од оваа страна никој не е будала да влегува во разговори каде што тоа ќе биде означено поинаку. Реков дека вие настапивте, ги чита вашите ставови со Macedonian/македонски на кирилица и така нето, меѓутоа тоа никогаш не бил предлог во оптек, никогаш. Официјален не бил, пошто никој друг не. Не. И тоа е проблематично, знаете. Прво што тие отвараат, секогаш кога стигнува нешто на маса, е тоа. Прво што отвараат се идентитетските одредници. Значи, од другата страна имаме една луда политика. И сега, да се разбереме, Република Македонија апсолутно нема да влегува во разговори со некој кој што тоа го отвара. Во моментот кога таа страна ќе одбрка тоа, писмо му прати. Во моментот кога таа писмо му прати за разговори, меѓутоа апсолутно дека ова не е предмет на разговор. Дора ако они може да разговарат, може би и ние да разговараме. Не можеш ништо да направиш кога прашаш писмо, ни седнуваат со својата агенда. И добро и со нашата, и што е се не, во таа смисла седнуваш на расправа за тоа. Не седнуваме на расправа, како седнуваме за расправа за тоа. Ние јасно кажуваме дека за тоа нема расправа.
Тие велат не, тоа е суштината на расправата. И Не, тука сме тоа закочени е. до 91 година, како не? Само Тоа е. ако се Само точни тоа е. информациите, ако се под таа предпоставка дека новиот предлог на Нимиц всушност и нема никаков предлог, нема никаква содржина која засега во тие идентитетски одредници, дали тоа заслужува да биде Не. отворено Не, затоа што јавната утре на првата кривина ќе ви го спорат тоа. Не, Абе гледај. кога се отворија преговорите на Хрватска, знаете ли до каде отида? Отида да спорат зашто Хрватска напишала таму дека Европската појава за регионални малцински јазици го вклучува македонски и македонијан како јазик. До таму отида, па нешто се подсмирија понатаму затоа што видеа дека тоа е вон памет. Значи, тоа е проблемот од таа страна. И тоа е суштината на проблемот. И сега не можете вие сега знаете. Но нешто се Ај, случи, сега, ама се подсмира. Невозможна политика е кога нашата политика ја правиме по тоа каква е другата политика. Тоа е ние невозможна правиме ситуација. Ама не нашата Например, политика. гледайте како се развија таа политика. Сега ни даваат можност да расправиме само за името. Исклучуваат тие работи. Ако е и таа Да информација речеме, точна, да немаме Предпоставка, предпоставкаме пред. Не викаме, не тоа, затоа што сега ние бараме од нив да ни го признаат идентитет. Да се вклучи тоа и они нешто, значи грците нас да ни го признаат. Они го исклучуваат од масата, само името. Кој го исклучува тоа? Да речеме предпоставка Не, предпоставка, расправа на дека кој го Нимиц, исклучува? дека е Кој го прашањето исклучува? само на името го решаваме. Проблемот сега на владата, не, има скриена агенда. Па има. Ете, гледате. Понда не можете има. да преговарате Ма никако како со нема? како со Ама не, скриена. утре за утре треба да се, нели, треба таа држава со своето име и така натаму да влезе со својот јазик во ЕУ. Кој ќе биде официјалниот јазик што ќе пишува кај нас во ЕУ? Па ќе преговараат. Кој ќе Ќе преговара? го преговара владата како ќе се пишува македонски. Како може поинаку освен Македонија? Па така ќе го пишува, ќе имал формула. Ама не сака. Од другата страна има некој вика не Виде, може. вас не ви е проблем тука Грција. Кој е Вас ви е проблем? проблем САД и Европска унија. Ако они прифатат формула као со Косово, со фуснота да го решат тоа, го решаваат тоа за 5 минутен викаат албанците. Ама не, ова за е- 5 не, минути. сега, И ова е- така го решава. не, ова е- Овие да, како што ова е- беше драмата меѓу Србија и Косово. Ама ова е што Вака е баби мило, тоа се баби Не, стило. не, Сега, тоа беше фуснота е едно друго. вака. Ма сето тоа се ваши предлози. Добри предлози се, добронамерни предлози се. Другата Абе страна. ваква не е расправа, добра предлози, ваква што се? расправа беше Србија и Косово. Исто се како? изреди еден куп српски професори со истата теза вака драма и овие им го решија за 5 минути. Кои се овие? Странците со фуснота. И здраво им кажа на целата таа булумента што расправаше како Па што не им го решат? Косово не го да. Што не им го направи тоа на грците? Не им го Искрено, направи. искрено да ви кажам. Ако за мене поголем проблем е што ние изгубивме Америка како спонзор на таа работа поради внатрешната политика на Неверојатно. Македонија. Тоа е вашата Нивниот интерес околу тоа за 5 минути го решава проблемот, реално по моје мислење.